Битката за тронот во СРСМ започна. Филипче, Фрчковски, Пендаровски, Спасовски, Шилегов, па дури и Црвенковски. По најслабиот изборен резултат во историјата, во партијата веќе започна внатрешна рововска битка за тоа кој ќе го превземе раководството. Последниот во низата е судрот меѓу идеологот и поддржувач на Филипче, екс-министерот Фрчковски, кој отворено го нападна екс-председателот Пендаровски дека работел против актуелното раководство. Ме чуди тоа што мешетари Стево Пендаровски, нема потреба од тоа, а мешетари без везе. Со овие зборови Фрчковски директно го отвори прашањето за внатрепартиските игри, но и за улогата на поранешниот председател Стево Пендаровски, кој според шпекулациите води неформална иницијатива за реформи во СРСМ и поширокиот опозицијски блок. Пендаровски остро возврати на обвинувањата. Во моето 30 годишно бавење со јавни работи никогаш не сум мешетарел, како некои други во чии кариери нема ништо друго, освен заткулисни маневри и кафеанско озборување. Изјавата е целосно одлепена од реалноста. Фрчковски индиректно посочи дека освен Пендаровски на Филипче задгрб му работат и како што ги нарече еден поранешен министер и еден поранешен градоначалник, алудирајќи на Оливер Спасовски и Петре Шилегов. Спасовски веднаш по изборите и јавно излезе со остра критика за поразот и за тоа кој треба да понесе одговорност. Резултатот од 126.000 гласа представува дно. Се надевам дека тоа ќе биде дното на кое сите ќе застанеме. Спасовски, кој веќе покажа амбиции за лидерската позиција, вели дека резултатот е аларм кој мора сериозно да се анализира. Според него дури 60% од граѓаните не излегле да гласаат. Тоа е јасен сигнал за разочараност не само од СРСМ, туку и од целата политичка сцена. Но додека сегашните функционери се борат за влијание, во јавноста повторно се појави едно старо, добро познато име – Бранко Црвенковски. По години отсуство од политиката, поранешниот премиер и партиски лидер е фотографиран неколку пати за само 2 недели во друштво на министри, градоначалници, активисти. Случајни средби или координиран сигнал дека повторно ќе игра улога во внатрепартиските процеси. СРСМ официјално молчи. Венко Филипче тврди дека нема намера да си замине, но внатре партијата врие, меѓу стари лојалности и нови амбиции, меѓу паднат морал и желба за контрола.